Навистина ми е чест што во оваа прекрасна епизода имам еден прекрасен гостин, Илија Јовановиќ. Добар вечер, Илија. Добар вечер. Вие сте председател на невладината организација Градем иднина, една прекрасна организација која што навистина има една одлична цел, една одлична содржина. Ќе зборуваме многу подетално за таа организација, но првенствено би сакал прво да ве прашам како сте. Дали често го слушате вие тоа прашање? Како сте? Дали некој ве прашува како сте? До сега никој. Вие сте први сте вие што на вакво гостување некој да ми каже како сте. Затоа што сте еден гласноговорник, борец, првенствено за основните човекови права, кои што некако, ќе се оспелам да го кажам тоа, се дефицит во нашата држава. Ајде тогаш вака, за почеток, да ги запознаеме гледачите, затоа што мене ме прати и млада публика. Кој сте вие, Илија? Како ќе се представите? Јас сум Илија Јовановиќ, поранешен штитеник од Домот за доенчиња и мали деца и 11 октомври. Јас иначе од моите биолошки родители, не знам што се случувало и што било причината за да ме остават во Дом за доенчиња и мали деца во градот Битола. Јас бев одземен кога бев бебе и само што наполнив една недела по исказите на моите сегашни кумови, комши, пријатели од градот Битола, што со мене се случило. Државата ме одзема од моите биолошки родители, односно од мојата мајка, која сега е почината и татко ми е починат. Отпосле тоа го дознав и... Илија, значи, вие се извинувам што ве прекинав, вие ги немате запознаено никогаш вашите родители? Никогаш. После мојата 10-та година ги имам видено и запознаено. Како се случи тоа? Па вака, јас бев, нели ви кажав, во Домот за доенчиња, од новороденче бев таму, од бебе до 5 години бев во Домот за доенчиња и мали деца, како јас, така и сите мои браќа и сестри кои заедно растевме под исти покрив, 200 штитеници во еден дом, со љубов, топлина, браќа, сестри, иако не бевме иста крв, иако бевме различна крв, но бевме баш како едно големо семејство и како браќа и сестри. Тоа многу значи и до ден денеска што ете така се имаме помеѓу себе. И потоа откако наполнив 5 години, државата автоматски ме префрлува, не само мене, и уште неколку другари не префрлија од Домот Битола во градот Скопје, Домот 11 октомври за деца без родителска грижа и без родители. Во ред, после 5 години, како ви беше животот инако во домот? Животот, да ви кажам, бледа слика имав. Не знаев каде се наоѓав, не знаев што со мене се случува. Исто и за сите мои браќа и сестри, не знаевме што се случува, каде сме, што сме, зошто 200 сме. 200 деца, рековте. 200. Дали е 200. тоа голем број за еден дом? Голем број. Значи, тука се веќе отвара прашањето дека е потребен уште еден дом. Да, Минимум. има. Значи, имаше во Република Македонија имаше 3 детски домови. 3 детски домови каде што беа одредени деца без родителска грижа, поправни домови за деца со попречено, со криминално досие, со овие Деликвенти. нивна деликвенција и така натака, со кривични досија. Значи си имаше посебни домови. Нашиот беше во меѓу најдобриот во Капиштец. Да. Потоа, сега да се надврземе до прашањето, имате 10 години и како се случи тоа да ја запознаете вашата мајка и вашиот татко? Видете, јас мајка ми ја запознав во домот кога бев 11 октомври, самата мајка. Видете, нашите биолошки родители имат право да не зимат еден период и да не чуваат. За време на летниот период и зимскиот период, кога е распустот. Но се прашувам зошто во нашиот систем има голем пропуск да тие служби, тие институции, нашите механизми кои ги имаме од социјала, од социјални работници, педагози, стручни тимови, медицински лица, зошто не е направено и зошто голем пропуск е направено од самата држава, да требаше државата да го направи да се спаси бракот, да не се растурат семејствата, и местото на нас не ни е во детски домови, не ни е во згрижувачки семејства, не ни е во групни мали домови сега кои ги направија во сегашно време.
Нас таму не ни е местото. Местото ни е како на моите биолошки деца сега, кои што имат моите 3 деца и мајка и татко, местото таму име кај родителите. Апсолутно. Илија, мораме да запаземе вашата приказна, затоа што веќе ние фрливме жарче народски кажано кон публиката, но мораме нели да ги отвориме картите со цел да публиката да им биде првенствено во оваа воведна тема јасно. Смеам да бидам да ве прашам отворено, која е причината зошто вашите родители ве оставиле? Видете, јас баш ние буквално ништо не знаеме што се случувало со нашите биолошки родители, поради кои причини сме оставени, поради кои причини присилно се откажувале од нас да пишуваат во писмена форма изјава дека ова дете останува во дом или треба да се даде на посвојување, како што правев истражување. Ние не знаеме, Давид, поради кои причини сме оставени. Ние имаме секој штитеник, секој бебе кој е оставено било во дом од страната на биолошките родители имало причина. Причината и вистината ние не ја знаеме зошто сме оставени. Тоа е нашата голема грудка и болка во нашето срце. Хендикеп кој што треба, нели, самото општество да го разреши. Така. Што треба да се направи за оваа повеќе, слободно би кажал, агонија, која што... Баш агонија. Агонија, која што за жал децата патат, па и вие сте сепак нечеви деца. Како луѓе, вие не ја знаете причината. Што треба да се превземе или според вас? Вака, јас ќе кажам дека не ја знам причината. Татко ми знам дека беше голем алкохоличар, војно лице беше, сакаше животот да ми го одземи, како што ми кажуваат. Вам? Имало фактори, причини, да, тоа... Како бебе? Кога сум бил мал, кога сум бил, тоа ми го раскажувале, затоа што бил во пијана состојба, несвесна состојба, но ете добре што државата или не само да ги откриеме вашите години, ако не е проблем, вие имате? Јас имам 47 години. И ако личите на помлад, значи тоа е која година, 1900 и? 79-та сум јас. Значи, да, не, тој период кога се случила таа ваша агонија фамилиарна со таткови. Фамилиарна, јас тогаш тука дали беше на 2-3 години, 5 така, мислам, да, не, значи, тоа е не знам сепак дали во поранешна држава, добра, тоа е во Југославија, да. Значи во тој систем тоа се случува. Тој систем. И тогаш државата ве заштитува. Да, не заштитува, но добро е пакете што заврши во такви домови за деца без родителска грижа и без родители. Јас мојата мајка ја запознав точно или во 8-та, 10-та година кога дојде во домот со писмо од Центарот за социјални грижи да ме земи да ме згрижи тие месец дена додека трае летниот распуст. И знам еден период ме зимаше мајка ми, ја нема никош Бог да ја прости, иако не сме имале контакти, средба понатака застана, средбите викам, едноставно сега си не во улога на родител, него вистински родител сум, кога си ја немал мајчинската љубов, кога си ја немал родителската грижа и поддршката, некако беа оладени односите према мене и према незе, само нема да ги заборавам месените оние вртени пити, буреци и така натака зелници, бидејќи она потикнуваше од едно село битолско и стварно месените работи никош нема да ги заборавам. Остатокот да ви кажам дека јас имав една бледа слика према моите биолошки родители. Татко ми еднаш два пати така го имам видено, ама оладени беа односите, едноставно како не сакал да ве убие, како не. Да, не едноставно немав никаква зближеност со него и едноставно не сакав да го погледнам во очи. Ве разберам и потполно сте во права. Или ова е мојата последно прашање од оваа тема. Ако мајка ви денеска беше жива, што би кажале? Она беше жива? Не, сега, ако сега е жива. Што би кажале? После се. Мора да се прости. Тоа е. Човечки. Прочката е за тоа. Мора да се прости затоа што сите грешиме во овој живот и во овој свет. Грешиме, но грешката те поправа и мора да си простиме. Мора да се прости затоа што ни она не сакала до тој степен да она допред да почине мајка ми и која ја изгуби свеста, веќе не знаеше каде се наоѓа, не беше при себе како што ми дава информации, мада јас тие такви работи ги одбегнував и затоа што се фокусирав на хуманоста, на нашата проблематика, за нашите права да ги истерам на прав пат. Верувајте, немав никаква, едноставно не ме привлекуваше, не бев ова, а знаеш она дека бев изградена личност, како хуманист, како родител на
3 деца, дури ќе памтаме баш она ми застана пред возилото, во тој момент се расипува возилото, како да рекол Господ Илија, застани тука, мора да и простиш и да продолжиш Таа застана, понатаму. вие возевте и таа застана Јас баш застанав до куќата на мојата покојна мајка и им кажав на децата, викам, од тука јас потикнувам, викам, не ја гледајте куќата, тоа е тоа, викам, тоа е државно едно куќище, руинирано, трошно, пред распаѓање, баш и се пред месец дена ја носев ќерка ми поголемата, најмалата, и викам, тато е одека, татко ти од тука потикнува од ова семејство, тоа е тоа, животот продолжува, вие во ова нема да бидете, викам, во една... Храбар родител кој што веќе кажеме за гледачите, кој што се прави работи за своите деца. Тоа заслужува еден аплауз. Како изгледа еден ден на едно дете кое што е во дом? Во моментално време. Вака сегашното животот и времето на детето во домот е, да ви кажам, жално, болно и трагично, ама од друга страна има покрив над глава и секојдневните 3 или 4 дневни оброци од образование, од странски јазици, од дополнителни курсеви, како на нашите деца кои им овозможуваме англиски, спорт, други активности, странски јазици, компјутери, тоа го имат сега. Ние тоа сме го немале, сегашните го имат и ме радуваат што многу трендови веќе се менуваат во децата без родителска грижа, но не е тоа решение. Јас кажав дека ако тимовите работат како што треба, на децата местото име кај биолошките родители. Но подобро се заштитени, подобри услови имат отколку ние што ги немавме тие услови. Јас на никого не завидувам, иако ние и за тоа се боревме да имат они подобри услови и секојдневни нивни потреби за да не завршуваат во питачењето на улица, да има жалби во училишта, во градинките дека децата вака од дом, децата од групните домови се невоспитани, некултурни и така натака. Ве разбирам потполно. Сега вака. Кој е вашиот став за децата питачи? И колку деца питачи има во Македонија? Во Република Македонија имаме ние 2000 питачи секојдневно, во сите 88 града. Во градот Скопје имаме од 300 до 400 или 450 питачи секојдневно кои питачат од сите генерации, од сите категории, од сите категории, од новороденчиња до 18 години. Тоа е фрапантен факт, за жал. Да, 18.000 до 25.000 мислам дека не се во образовниот систем. Едно дете од питачиње има од една смена во 3 смени работа Давид. Првата смена им започнува од 9 до 15, втората им започнува од 15 до 22, третата им започнува смена од 22 до 3 или 4 часот наутро, каде е младината, каде е младиот живот и од на постарите бракови. Каде има поголема фреквенција на луѓе, фреквенција на луѓе, пицери, сендвичари, кафичи, кажав, молови, трговски центри, раскрсници, дискотеки, таму е и од новороденчиња со малолетни деца кои носат бебиња во раце и нивните шефови и организатори. Едно дете од шефови и организатори, значи илјадници деца питачат во канџите на мафијата на улица. Да покажеме. Кон гледачите, покажете вие слободно како стакате. Фала. Да, илјадници деца питачат во канџите на мафијата на улица, печалат од 50 до 100 евра дневно. Од дете. Или новороденче, да. Фактички, овие луѓе, зад овие деца, питачи, стојат криминалци, криминални банди кои што ги користат нив за профит. За профит и за жал овие пари, дневниот промет кој едно дете или новороденче го вади, прометот од 50 евра, против денарска вредност, 3000 денара, Давид, кај децата само завршуваат од 50 до 100 денара и еден дебел кјотек јадат. Тие се издругирани, користење на наркотични средства, што го кажуваат исказите од Министерството што ги црпав за здравство, дека тие биле другирани, користеле охолепаци, други седативи користеле, биле заспивани за да подолго време спијат во летните и зимските периоди, кога нели едно дете се чудиме зошто по 4 часа го држат новороденчето
за подолг период да питачат и да го сожалува за да го соберат они дневниот промет. И на крај организаторите, шефовите си купуваат луксузни возила, станови, викендици, завршуваат и до коцка и до набавка на дрога, но тоа си го работи Министерството и полициските станици. Тоа е сите ние го Илија, знаеме. зошто никој не го пријавува тоа? Зошто никој тоа не го пријавува? Види, Дави, тие деца се под страф. Тие се секој ден тепани, секој ден малтретирани и тие се заспивани, издрогирани. Пред некој време ми пиша луѓе, добив една буквална една голема лавина од коментари дека еден човек кој што јас му помогнав, дека е манипулатор, тој е бездомник, дека е манипулатор, впрочем не бил бездомник. Дали за жал во Македонија постојат луѓе кои што манипулираат со емоциите од добрите луѓе, односно бездомници кои што фактички не се бездомници? Да, имаме и бездомници бездомници кои се глумци, се облекуваат, да речеме, вака сега, баш буквално манипулатори. Сакам граѓаните и младината на твојот подкаст да ги известам и да ги запознам. Прво, престанете да им давате, не им давајте, тоа е моето мото, кога не давате, ние автоматски го уништуваме питачењето во Македонија, во целата држава и каде и да сте ви, треба да го поддржувате и тоа го барам највише од вас. Значи, лицето кој питачи, и тоа сме го откривале, но тоа дополнително полицијата треба да го открива, и службите наши кои не работат, ќе кажам, работи од 8 часа на работа, посем работа се облекува како бездомно лице, како питач и иде да, бриши шофершајбни, да питачи, да ги Илија, става. дали според вас, извинувам ако ве прекинувам, дали според вас, дали според вас ова е психоза, тешка, Да, тој човек? тешка психоза, затоа што уште и да ти кажам, јас вака, ние 350 бездомни лица ги имаме во Република Македонија. 3000 државни станови ги имаме во 5000 државни станови ги имаме во државата кои се во сопственост на владата. Илија, тоа се луѓе кои што навистина си имале проблеми, значи не биле како они што ги зборавпе, Така е. бездомници, манипулатори. Така. Знаете ли вие според вашето досегашно активно искуство како хуманист, дали имало луѓе кои што од некогаш биле на врвот, имале трагична судбина и станале бездомници? Тоа да ти кажам, зборот тука ти е на место. Јас и ова го истражувам, го анализирам. Значи, од врв богаташи доаѓа до коцкари, до губење на имот. Пороци. Да, до губење на имот, на разработен бизнис, доаѓање до просјачки стап, доаѓање до бездомно лице и го фрлат како куче. Се најшев. И ова, го има и во Македонија. Дури јас се прашувам каде на нивните деца душата ќе им оди. И сум читал во последно време стори да како сега јас ги растам моите деца, и децата мене автоматски ми изфрлат на улица, ти му го препишуваш цел имот. Јас сега ќе барам од социјала, од владата, од државата да се дополни и измени законот за семејството, да пола имот, ако им следува законски, и да остане бездомно лице, и да имало причина, доживотно да му следува имот на него. Едно сопче да тоа тука, ама и да одговарат нивните деца. Ама тоа да се воведе на вистина како закон. Како закон да се воведе. Желба на тој што остава, да. Го донесоа законот за Safe City. Да. Преку го донесоа, изменија сега за семејно насилство и полицијата кривични пријави. Само да не биде свако чудо за 3 дана. И мислам дека тоа така ќе биде и нема да остане, нема ни да има промени. Јас во тоа не верувам и скептик сум дека нема ништо да се направи. Кога ќе се дополни измени законот, да кривично одговарат нивните деца, нивните семејства. На тие што своите родители им го нанесуваат тоа зло и ги бркат на улица. Ги остават на милост и немилост и затоа ние имаме зголемена бројка. Јас себе го прашувам Црвен крст на Република Македонија и на градот Скопје. Што вие направивте за 14 години? Еве го истражувањето, јас не лажам. Еве ги. Еве, јас кажувам. Да. Што за 14 години? Јас
Истражува. Дури и новинари учествува како бездомно лице, дневен промет направија 3000 денара, ги донира во пунктот на Момин поток. Значи, на овие бездомни лица им требат едукација и работилници и да бидат конкурентни на пазарот, да немаме ние бездомни лица. Ние имаме држава со најмногу питачи, со деца на улица, бездомни лица. Јас немам против животните, немам против никого ништо. Приоритет им е животното и куќето, и мачето, а детето од улица нека... Тоест човекот. Но морам да ви поставам на прашањето што го слушнав, дали е спинувана информација или не, ќе кажете вие. Случај со биолошки брат и сестра, од биолошки нели родители кои што никогаш во животот не се запознале како брат и сестра, од Велес, стапуваат во брак. Дали е тоа вистина? Брат и сестра стапуваат во брак? Видете, тоа е вистина, тоа е истражувано од самите социјални мрежи, кога го правев истражувањето во Република Македонија. Што е ваше истражување? Да, нашето истражување и благодарение ќе кажам на сите социјални мрежи, на сите портали, медиуми кои го објавуваат тоа. Јас подолго време истражувањето го правев за децата кои не си го знаат идентитетот, кој не го знаеме коренот, а треба да го знаеме. Апсолутно. Членот 123 кажува дека ние немаме право да си ги знаеме своите биолошки родители. Ние не знаеме кој ни е идентитетот. Еве, ова книга, јас кажав дека ќе ја рестартирам, нова книга ќе напишам, затоа што имам богата сторија што треба да напишам. Правев истражување едно од 4,5 месеци во Република Македонија, во сите општини, на 45 семејства им се исчезнати и евидентирани бебињата кои биле здрави, прави и во целата преминост биле како што треба. Преку ноќ вака Давид ги евидентират со лажни документи во целиот нивни историјат и медицинската сторија до извод на умрени, до извод на родени, починато бебето и биолошките родители да немат право да си го подигнат телото, да немат право да го погребат. Стручните лица од педагози, социјални работници и со неколку стручни јас кои се сретнав и медицински лица кажуваат во од 6-та до 7-та година треба да им се каже дали се спремале тогаш? Според вас, како треба татко бе прашал. Треба да се спремат. Прво треба да се подготват децата. Па има логика затоа што според мене, немам јас кредибилитет да зборам на оваа тема, но според мене мислам дека е се подобро. Подобро е тоа што тие години се дознае вистината, Да. а тоа што самиот пубертет ќе се го направи злото поголемо. И го направија тоа. Го имат направено. Самоубиства, деца да се извршат самоубиство, да избегаат од дома. Да, го имат, но вака сега. Имате некои примери да ни кажете? Вака ќе ви кажам. Јас ќе им кажам на посвоителите да им ја кажете вистината и да се соочите и да се помирите со тоа. Но ќе ве замолам, посвоители, да не нудите мито во купување и пазар, бизнис, правење со новороденчињата и со нашата судбина. Затоа што нашата крв не е вода. Нашата крв не е вода. Игрете си со вашиот корен па да видите како е. На детето не смее да му се смени, Давид, името, презимето, матичниот број и целиот идентитет. Точно. Тоа и уставот го кажува и законот во Република Македонија. Тоа е веќе на вистина Јас злодела. имам матичен број, Давид, сега јас тебе можам да те прекрстам. Не. Не. Затоа викам дека идентитетот не смее да се чепка воопшто. Како е давање на посвојување, така нека остане. Јас еве биолошките родители. Ајде јас да ви го сменам вашето име и презиме. Или ја можете слободно во вашата камера да си го кажете вашиот апел, значи Да, јас секој ја ви посвоител, Да. значи да ми каже вистината на своите посвоени деца. Дека се посвоени и кои им биле претходните имиња и презимиња и матичните броеви. Значи кажете им ја вистината да се Да си го помират знаат сите својот корен, посвоени. фамилиарен. Затоа јас кажав дека ние не смееме, јас убаво кажат и дека во Велес биле издвоени брат и сестра. Од биолошките родители, од нивниот корен беа издвоени, по некое време тие се запознават, стануваат во љубовна врска. Потоа стапуваат во брак. И ние што треба да дозволиме? Кој треба сега за ова да Инцест. одговара? Да. Инцест. И кој треба да Дали одговара имале за деца? Дали знаете дали имале деца?
Не знам, го истражувам тоа да ви кажам, нека не сакам да ми греши душата, татко сум на 3 деца, знам што е и болка и да немаш, затоа јас се борам за тие права, ние да си го знаеме кој е биолошкиот корен. Со оглед на времето морам само да ве прашам, нели, често ме сведоци да слушаме различни информации дека многу деца биле силувани од страна на педофили, деца кои што се бездомници, деца кои што се на улица, питачи и така натака, или па еве воопшто деца кои што биле и кои што се во некои семејства, дали се тоа семејства од родители кои што ги посвоиле или под биолошки родители, небитро, децата се соочуваат со тој генерален проблем, а тоа е насилство и врстичко, но и силување. Да. За жал во Република Македонија тоа го има. Да. И се поголем и поголем е трендот. Еве денеска слушнав на сите социјални мрежи, наставник од средно училиште барал да имал односи, сексуални односи со малолетно девојче од 18 години. Јас министерката, сегашната министерка, да, полнолетно. Ама сепак 18 премлада. 18, да. Да ви кажам, ја известив министерката сегашната за образование и сите релевантни институции, ќе се залага министерството да прави едно истражување во наставниците по физичко образование, затоа што има многу поплаки од училишта дека наставниците по физичко кои се многу се наострени према баш тие манијачење, користољубие, не знам како да кажам, јас тоа го истражувам многу длабоко, имам информации, но децата секогаш се под страф од самите. Еве да дараме апел. Да дараме апел, знам, децата, тоа е ваша камера, што треба децата да направат за да не чувствуваат страф? Децата ги охрабрувам да ја кажат вистината, да го пријават веднашка случајот кај своите биолошки родители, да пријават во прва полициска станица како денеска што беше пријавен случајот од страната на самиот директор, да Министерството за внатрешни работи, полициските службеници и ЦСР Скопје, цела Македонија постапат кон ова за да не се дозволи насилството, педофилијата, заведувањето на децата во проституција, во продажба, во посредување на продавање во проституцијата на втори и трети лица, каде што го следев тоа и до ден денеска тој тренд се повеќе и повеќе се зголемува највише и во училиштата, затоа што јас, видете, бев хаусмајстор 2 години во училиште. Највише внимавав на тоа дете да не се повреди, дете да не се постапи према тоа. Дури сум прател истражувања, анкети, искажувања, излегување во медиум, во социјалните мрежи дека одредени наставници, одредени хаус-мајстори тоа го правеле во училишта. Но тој мајстор бил со посебни потреби, значи заведувал девојчиња, да не зборуваме за ова, ја имав една таква непријатна ситуација. Веднаш министерката ја известив дека во неколку училишта се случува манијачење од самите наставници по физичко. Имаше едно и во основно училиште, не сакам да ги именувам, да не зборуваме за тоа, затоа што со децата највише треба да се внимава. Целта ми беше само да дараме апел кон децата да немаат страф, да немаат, или да на не го чуваат во себе, или на своите биолошки родители да си ја кажат вистината за да им помогнат, така? Треба да им се помогне затоа што и ги охрабрувам и во моментот да не чекат во првата полициска станица веднашка да пријават за да одма се реагира на тоа и не 7 доживотна затворска казна да не излезе. Ја што се викам едно време кажав и денеска завчера кажав и бесилката е лек за нив. Но не е тоа ние да осудуваме така натака, но јас се надевам откако ќе има промена на законот за кривично дело и кривична постапка и за постапување за педофилството, силувањето, убиствата кон тие деца, кон тие малолетни девојчиња и така натака, како ова сега што се случи некој тортура да трпи, тоа веднашка треба да се реагира. Се извинувам вака, дали вие би се согласиле да се воведе на пример закон за кастрација на педофилите? Па треба да го следиме трендот на целиот свет, како од тамо се има законите. Сепак тие заштитени права. Насилството е забрането, доживотниот затвор е загарантиран за педофилија.
Но во некои држави, на пример, каде што владе апсолутната монархија, тоа е Саудиска Аравија, да, кастрација и убиство е легално во тие држави. Но во демократско општество тоа не е легално. Дали според вас тоа треба да се легализира? Тој вид на казна, кастрација, убиство, споменавте бесилка? Треба да се донесе и не сакам да ми греши душа, ама треба да се донесе кога едно нешто такво ќе се направи во државата, едно нешто ако се направи во државата, веќе утре тоа не би го сторил некој, затоа што тоа психопати, манијаци, забегани личности, неработење со нив. Денеска дојде време да не знаеш од кого да се пазиш. Да. Многу страшни времиња дојде, јас себе ќе кажам, не сме безбедни во нашата држава. Не сме безбедни. Затоа апелирам сите млади девојчиња, пријавувајте во првата полициска станица, веднашка пријавувајте сегде додека не дојде до полоша работа, затоа што кога ќе пријавуваат веќе ќе имат сите страв. А јас знам дека многу девојчиња се злоупотребувани и во средните школи и во ова, основните, тоа се чува во молк, со страв, за да не дојде до вистина на биолошките родители, да не дојде до поголем зафат на таа операција да се фати, затоа што тоа се чува долги години. Навистина беше чест Илија што бевте наш гостин и што зборувавме навистина за овие граѓански теми кои што го засегаат сече македонскува, а тоа што навистина свативме дека не е се розево, дека има некои проблематики кои што мораме да ги разрешиме, генерално сите како општество, да се сплотиме, меѓусебно затоа што им треба помош дефинитивно на овие луѓе. Јас на крај ќе кажам од целото моје истражување, апелирам до сите политички партии, до сите председатели, дајте престанете да ги лажете граѓаните. Политичката партија го упропасти човечеството, менталитетот према од човек на човек. Значи, растурени се меѓу човечките односи, помеѓу браќа, сестри, роднини, први братучеди, прво, второ, трето колено. Дајте една единствена држава да бидеме, ние кои ја имаме, си извадивме очи, браќа, сестри се тепат за делби на имот, за ова, она. Престанете да се делите, да се мразите, сакајте се, почитувајте се, еден е животот, многу е краток, денеска ти има, утре те нема, живееме многу кратко, брз живот, стресен живот, на крај џабе вие кој ќе дојдете и кој ќе го испратите, леле што направив. Отиде возот и тоа е тоа. Ја имам една порака, сакајте се, почитувајте се, помирете се, простете се, бидете сплотени, дајте еден единствен да бидеме како што треба народ, да бидеме темелно и цврсто општество, да биде една права држава, да не ни се случува се повеќе и повеќе да тониме во државата. Тоа е ваша порака, до сите. А ние со таа порака, која што дефинитивно треба да не биде еден показател во животот, ќе ја закружиме денешната епизода со Илија Јовановиќ. Илија, фала ви многу. Јас се надевам дека вие ќе не бидете чест гости. Се надевам со нови истражувања, да. се надевам дека и делот посвоените кои ќе се спојат, дај Боже, и тука да гостуваат, затоа што тоа е горлив проблем и апелирам до сите посвоени, дајте да отвориме една јавна дебата, да ги имаме нашите права, дека треба Пандорината кутија да се отвори, апелирам да сте поддржани еве и од мои колеги од медиуми нели кои што се посилни, ова сепак е на YouTube емисија, така да јас сум спремен тога секогаш да помогнем да направиме тебе Дави ти посакувам најмногу успех. Фала. Голем борец да бидеш, поголем борец од мене, доволно е јас анализа да направам од 5 до 7 минути за ова, да не се откажуваш, ти посакувам уште поголеми успеси да имаш и да биде нај прочуена во целиот свет. Фала ви, Илија. Фала, Илија.